Франција, која во наредните 6 месеци ќе председава со Европската Унија, уверува дека ќе го поддржува проширувањето. Но тоа, според францускиот амбасадор кој во собранието ги презентираше приоритетите на неговата земја, не значи јасен временски период кога Северна Македонија би ги почнала преговорите за членство, блокирани поради бугарското вето. Што се однесува до прашањето на проширувањето и отворање на преговорите за членство со Северна Македонија, за оваа тема нема некој точно утврден рок, затоа што тој зависи од меѓувладината конференција која ќе го означи почетокот на преговорите. Во овој момент е невозможно да се утврди точен датум, но јасно е дека француското претседателство постојано ќе ја поддржува земјата. Брисел преку својот амбасадор во Скопје ги исцрта очекувањата од новата влада: реформи, напредок во разговорите со Бугарија, но и консолидирање на напорите кон европскиот пат. Важно е да видиме напредок во билатералното прашање со Бугарија и да видиме дека Северна Македонија продолжува да напредува со реформите на својот европски пат, консолидирање на патот кон Европската Унија. Со новата влада, со новиот премиер очекуваме продолжување на реформскиот пат со уште поголем жар, почитување и јакнење на владењето на правото и борбата против корупцијата. На седницата на Советот за евроинтеграција учествуваше и Никола Димитров, вице-премиерот за европски прашања, кој во изминатиот ден беше во центарот на вниманието поради пресконференцијата на која изјави дека не се заминува од владата, туку дека нема да биде дел од новиот кабинет зашто некому не му одговараат неговите ставови за спорот со Бугарија, ја повтори позицијата дека на примерот на Северна Македонија се крши кредибилитетот на Унијата на Балканот. Македонскиот случај е најубедливиот, најдрастичниот тест за кредибилитетот на политиката на Европската Унија кон регионот на Западниот Балкан. Ако успееме, успехот ќе биде и на Европската Унија, ќе биде добар за регионот, ќе биде добар за Северна Македонија, ќе биде добар и за Бугарија. Неуспехот е исто така пораз и голем проблем за сите. Покусото обраќање на Димитров, во кое тој не ги повтори изјавите што вчера ги изнесе, имаше реакција на опозицијата. Го обвини дека постапува неморално. Тоа што го спомена господинот Димитров, дека можене уште еден штетен договор со Бугарија, само потврдува дека Никола Димитров однапред знаел за подготовката на ваквиот можен следен штетен договор со Бугарија, но додека бил функционер во владата молчел, а откако видел дека нема да биде член на владата, се решил да прозбори, што е неморално. Вашингтон веќе му пренел на Париз дека е силно заинтересиран за што е можно поскоро отворање на пристапните преговори со Северна Македонија. Веќе зборувавме со Франција. Ставивме јасно до знаење дека ние веруваме дека членството во Европската Унија за сите држави од Западниот Балкан е од суштинско значење за сите нас, изјави заменик помошникот државен секретар за Западен Балкан Габриел Ескобар во интервју за Гласот на Америка на македонски. Од Скопје, Владимир Мирчевски.